58 ли си? 58. Знам и Левица 12, 70. 70. Кажа Левица, без да бараат ништо, дека ќе му гласаат за македонски председател. Така беше? Стави од ВМРО ќе ти го ВМРО гласаме, да. Значи 70 се. Нема ли уште 10 од СДСМ да дојдат да гласаат за да се врати уставното име? Покрени ти иницијатива со 70, кажи, барам, јавно кажи, барам 10 да го вратиме уставното име. Може ќе гласаат и албанци, еве овие што ги бранат, може се толку лојални, па може ќе гласаат за Македонија. Ја ќе поставам уште едно прашање. Прашање дали ВМРО-ДПМН и 80 има, например, пратеника, дали би влегло процес, например, на враќање на Ама не името? ли бараат 80? Затоа што види, јас знаеш што напишав на Facebook пред некој ден. Ова мене ми делува многу смешно. Значи ти излегуваш на телевизија и го обвинуваше Зоран Заев и Никола Димитров за предавство. Така, направиле предавство со тоа што го потпишале през Па паспорт. врати го сега. Договор и го сменили името на држава. Па врати го. И сега идеш со логика и кажуваш, велиш, јас ќе го почитувам Преспанскиот договор кој што во твои очи и ти си го коментирал како предавство. Почитувањето на Преспанскиот договор по логика на нештата значи продолжување на предавството. Да. Ја направи споредба Да. со Ваткун Квислинг. Замисли, они Да. Квислинг го нарекуваа заедно. Замисли да имало тогаш опозиција у Норвешка, да имале да се организира избори, да победела опозицијата која што претходно Да. го критикувала договорот Да. со германците. Да. И после избори да каже, Па ние сега мораме тоа е да го реалноста. почитуваме, тоа е реалност. Ја мајка. Германија е многу јака. Не знам, меѓународното право не ни дозволува да го прекршиме, да го раскинеме договорот, или не знам, имаме некои бенефити, треба да останеме у Сојузот. Која е оваа логика? Значи, они буквално, тоа што го вика Мечка, они буквално се што беше критикувано од нивна страна, го афирмираа. Го направи, они ја создадоа реалноста. Реалноста не беше со Македонија. Они ја креираат сега таа реалност. Извини да прочитам коментар. Вели јас од Германија дојдов да гласам специјално за да паднат СДСМ и ДУИ, да бидам искрен, после таков резултат не очекував дека ќе има албанец председател на собрание и реалност е дека сум разочаран. Ама еве Стефан вика дека не си стрелал. Стефан, што го брани вело. Ја Стефан вели нон-стоп истите глупости, немаат 80 да го вратат името, плюс знам Левица Како немаат? Па нека не го почитуваат само Преспанскиот договор, И ќе нека се само раскине. ќе се раскине, грците ќе го раскинат и тоа е процесот за враќање на името. Како немаат 80 бе? Како А немаат? да ти кажам нешто, пак 58 ли пак си? ќе го Имаат посоветувам 80. да само читам Оливер Спасовски денеска станал координатор. Значи, дајте им бланко поддршка, она што го направија Сириза у Грција. Сириза му рекоа на Мицотакис, не се свија Преспанскиот договор, ние сме спремни да ти даеме поддршка да го поништиш. Еве, нека СДСМ му даде поддршка на Мицковски, бланко да го раскине Преспанскиот договор, да видиме дали ќе го раскине. Чекај бе малце. Не само тоа, еден чекор плюс треба да дефинираме. Ајде, 58 ли си? 58. Знам и Левица 12, 12, 70. 70. Му кажа Левица дека ќе му како без да бараат ништо, дека ќе му гласаат за македонски председател. Така беше? Рекоа стави македонески ти го гласаме. Стави Од од ВМРО ќе ти го ВМРО гласаме. да. Да. Значи 70 се. Нема ли уште 10 од СДСМ да дојдат да гласаат за да се врати уставното име? Филипче, Милипче и другите? Не знам ни кои им се пратеници. Може бе балкански методи да се превземат, може? Покрени ти иницијатива со 70, кажи, барам, јавно кажи, барам 10 да го вратиме уставното име. Може ќе гласат и албанци, еве овие што ги бранат, може се толку лојални, па може ќе гласаат за Македонија. А пази што вика брат Стефан. Кој е тој бе? Некој си што го брани ВМРО-ДПМН. Луѓето може да бидат разочарани, тоа е нивно право. Па сега... Ова е, како се вика? сега кој бе, бе? сега кој е, брат? По пушинела Сега бидете разочарани, ваше право е тоа. Ни го давте гласот сега Да. прц, а? Опа. Она го имаш она со фрулата? Ето, Она што на свираше? тоа алудирам, да. Ајде да го најдеме. Ето, така. Тој, да, не мора да го најдеш. Им го свирна, а? Опа. И па сега Имале право да биде... Па нивно право нека бидат разочарани, твое право. Љутиш се, љутиш. може и да заплачете ако сакате.
Да, Може и солза некоја Ваше право. Солзи сами капат Еве, ја прости. мислам дека наративот беше Македонија у твои раце, иднината у твои раце, Филип, Морда. Ја не промената у знам, твои еве, раце. овие 2 дена морам Па шо е да промена признам, ако- помалце чита вести, не знам дали е спомната некаде Македонија од страна на председателката. Помната е у учебниците по историја. Аха. Ама старите. У поновите не. Многу јако. Значи уште се продолжува праксата за неспомнување на името на државата? Срамот. Срамот. Од кај си ти? Ова е се- иначе на Мичо има една многу добра теза. Многу добра теза. Со тоа што сега ВМРО ДПМН и Силјановска и функционерите на ВМРО ДПМН не викаат Република со придавка Македонија, сега што викаат нашата земја, нашата држава, државата, земјата, ти реков ми рече ние практично стануваме држава без име. Без име на земја, бе, да. Да. Значи сега ВМРО ДПМН Значи слободна за освојување. ВМРО ДПМН практично ги исполнува влажните соништа на Грција, брат. Од Ние сме Лисабонската земја без име. декларација. Да. Нашата земја сме ние. Пошто они не го почитуваат, се не го кажуваат. Не го кажуваат Не го Република поч- Македонија. не го Им е почитуваат. страв, Го им е почитуваат. страв да речат Република Македонија, да не ги Караат прекорат, грците. да не ги скараат странците. Не, само Македонија ако кажат пак ќе караат странците, а од друга страна ако кажат Северна, ќе ги кара членството. И сега они се ни ваму ни таму, За пиар, за пуст пиар, они Да, името на државата. нашата земја, не постои. државата, нашата, тоа, земјата. И сега сме ние. Ништо. Председателот на На државата не го кажува името на државата. Човече, ние останеме, ние сме држава без име. Ја За тоа пиар. немам видено до сега. За пиар. Председател на ништо. Отиде таму, го стави венецот, ништо нема на венецот. Немало место, бе. Па имало дебата. Па со тие наративи, флоскули. а управо ли беше Имавме само? дебата пре. Управо ли беше Па само? чекај, Ја мислам бе, дека Мац, управо а што е само. побитно, името на председателот на државата или името на државата? Она таму иде нас да не представува. Па нема да го сите. ставам моето име како председател на држава, ќе оставам името на државата. Па нек те караат, бе. Нели викавте, ние нема да свиткаме кичма, ние ќе издржиме. Па и го имаме и Ќе тоа ги видео. издржиме Ја го притисоците. пуштив у Cyber команда. Ги замолувам гледачите да ја погледнат Cyber команда и последната и предпоследната, има доста материјал архивски. Реалноста, направат реалноста е Хактан дека Хактан го пуштив, мој говор еден пуштив. пред Македонија на собрание. македонците Гордана- Хактан каже. Да. Ја не знам дали некој Он друг. каже, Ја овие не напишав сме да наслов, да ја писме. напишав наслов дека за прв пат у македонското собрание се слуша паролата Македонија на македонците. Земјата Од на кога е таа? земјоделците. Од кога е таа парола? Таа е Македонија на македонците од британскиот овој дипломат што е. Тоа е не знам преди или днесково стание мислам дека е. Да. Ако и он вика, ако е Србија на србите, Бугарија на бугарите, Македонија на македонците. тогаш Македонија е на македонците. Да. Како се викаш. Го има музеј на ВМРО на почеток. Би еве, јас као националист, као чекај, десничар, да имаме за- проблем бе Уште Хактан една да биде молба, председател уште на една молба собрание. имам. Ако може и музејот да го вратат музеј на ВМРО името. А уште на македонска Нема, борба? ВМРО го избриша. Како е на македонска борба? Само македонската борба. Нека си го вратат оригиналното име кога се правиш. Пази, каков беше коментарот? Спремете го тоа видеото од Сарма. Спремете го видеото од Сарма. Чекај. Коментарот Да, на бе, да. Гордана Силјановска. Не шупчи ова, како беше. Оправдувањето на Гордана Силјановска зашто не стоело името, човек. И овој вика не дупи ова. Вика немаше место на лентата. Абе, знаеш што мислат они? Они мислат дека се обраќаат на ретардирана маса, која што ништо не разбира. И они мислат дека било кој наратив, што и да кажат, проаѓа. И, by the way, очигледно дека нивниот наратив пројде. Ама сега не... Гора, најде да не те пцувам, брат, ке те банирам само. Чекај ја да видам кој е. Го банира. Ќе го реши. Го спрема режија видеото, за кратко ќе го имаме. Вилијам Гладстоун, велијата на Скиријаков. Да, бе, да, не ми текнуваш. Да. У музејот Поздрав, на ВМРО. поздрав уште еднаш кај Атанас. Треба се договориме Атанас да направиме, не знам, ако идеш на кај Скопје, на кај Македонија, да направиме едно гостување, а може и во меѓувреме да направиме едно да те вклучиме онлайн. Иначе се работи за голем македонец од Пиринска Македонија. Хактан, да, ќе го викнеме. Спасе Ѓорѓевски вика Мечко, реализацијата на Голема Албанија е непрекинат процес кој трае со генерации додека луѓето се борат за реализација на нивната кауза, комитиве наши преговараат по штабови дали ќе ги поддржат ЛГБТ.
Тачно. Има интересно прашање од Демјан, вели дали... Не знам. А? Не знам на што мисли, искрено, го прочитав. Вика, на лентата знам, немаше место и се мислевме како тоа да биде и ја мислев РС А имаше Македонија. Гордана Силјановска Давковска. Гордана, да. Еј, Имаше толкаво за името нејзино, ама чекаме на државата на немаше. Румен Радев, например, тоа лентата беше со мали букви, све собра. Може ови на фонтот да го Абе намалат. стави дупла лента, шо? Да Тоа не е- ти тоа наплаќаат по не е, лента. тоа не е, види, ова оправдување, ова Ова е објаснување не е ни за за ограничени да не е тие- ни за коментирање, мислам, Не, ова ти- навреда е на интелигенцијата ти да влезеш и да го разглобуваш ови да го коментираш као сериозен став. За тоа на Го Сарма имаме ли му тоа се видео? испушти. Пушти ја како го пушти објаснува. Пушти го. Недостатокот на простор на црвената лента на венецот кој претседателката Гордана Силјановска Давкова го положи во базиликата во Рим е причината поради која таа не го напишала името на Македонија на него. Барем така објаснува претседателката која цврсто стои на своето ветување дека секогаш кога ќе има можност ќе избегнува да го користи новото име на државата. Прво знаете дека тие лентите не се многу големи. Ги дупи, мислам дека. Разговаравме во Мислам дека не кабинетот. Или Имавме и различни мислења меѓу себе, морам да кажам. недостатокот на простор на црвената лента на венецот кој претседателката Гордана Силјановска Давкова го положи во базиликата во Рим е причината поради која таа не го напишала името на Македонија на него. Барем така објаснува претседателката која цврсто стои на своето ветување дека секогаш кога ќе има можност Човека ги дупи ова, а? Управо е Сарма. Мислам дека управо Сарма. Со тоа што нема да се согласам дека сите, ќе кажам тие што и дадоа поддршка. Кое е ова безобразие? Ваков изговор да дадеш. Што рачунаш на каков аудиториум се обраќаш кога го кажуваш ова? На кого се обраќаш Они ова? го сметаат народот, знаеш Го бе. потценуваат. Филип Ама- Кавачи. Булумент бе, булумент. Они, ама во ВМРО штаб го сметаат народот. Ама за- ова знаеш каков ова што е? Ова е Бранкова школа. Ја вака ги гледав комуњарите која коментира, например Бранко која кажуваше дека народот е во право дури и кога греши, и начинот на вордингот со кој што го користат, објаснувањата, начинот на кој што ги коментираат дневните случувања и се обраќаат на јавноста, мене ова ме потсеќа на СДСМ. Ти го подценуваш сопствениот народ, интелигенцијата на сопствениот народ. Па не ли гледаш и у коментарите ботовите викаат? И мислиш Народот дека има право и да се мислиш љути. дека си фраер, мислиш дека си, не знам, дека некого си зафрнал. Види, ти си довел да се довел у ситуација политички да не смееш да го изговориш името на државата ни на еден, ни на друг, ни на трет начин. Не постои Македонија. Па ти поише си избришал Македонија, него ти што го подпишале Преспанскиот договор. Види го Ботов, брат. Бизнис моделот на Инфомак се критика колку и да е небитна темата, само плука. Што е? ние Се треба- името е небитно. Треба ние Името да е го небитно. пофалиме, гаши. Председателот- Реков, јас сме го промашили бизнис моделот. Ако е тука Божан, да се увериш. Како може бре? Дека сме го промашили бизнис моделот. Како може бре, човече? Чуд Стефан, Чуд. Управо си, Стефан. Почни така. полесно.